Еве како дојде до договорот со Пелистер. По откажувањето на Трансмет среде зима и загрозувањето на нормалното работење на компанијата и на стабилноста на електроенергетскиот систем, АД веднаш го покани второрангираниот на тендерот Пелистер да продолжи да копа и по цена која имаше понудено на тендерот. Пелистер со писмен допис го информира Елем дека не е во можност по истата цена да ја превземе работата од која се откажа Трансмет во услови во кои беше оставен рудникот во тој момент. Со цел да се одржи стабилноста на системот и да се задоволат потребите за електрична енергија, АД веднаш распиша нов оглас во кој еден дел, согласно Законот за јавни набавки, беше оставен за итна постапка. На итната постапка како најдобро рангиран беше избран Пелистер со цена од 87,8 денари за гигаджул или најмногу до вредност од 1,9 милиони евра за период до изборот на најповолен понудувач во редовната постапка која е во тек и која трае согласно законот минимум 3 месеци. Во овој дел да кажеме и какви договори во 4 очи со непосредна спогодба склучил лидерот на ВМРО ДПМН веднаш кога дошол на позицијата директор на АД. Склучил 2 договори со непосредна спогодба во 4 очи со Пелистер и со Марковски. Двата во вредност од 10,5 милиони евра. Со Пелистер веднаш по неговото назначување на функцијата на 3 ноември 2016 година за сума од 5,7 милиони евра, а 3 месеци подоцна и со Марковски за сума од 4,8 милиони евра. Споредбено по гигаджул, Пелистер во моментов копа по 87,8 денари за гигаджул, додека во времето на Мицковски Пелистер копал по 96 денари за гигаджул, а Марковски по 90 денари за гигаджул. Ова е одговорот на нивните прозивки за цената по која сега се врши ископ во РЕК Битола. Еве какви договори во непосредна спогодба склучил лидерот на ВМРО ДПМН, партијата која сега го прозива АД. Двата договори, а и ред други договори, се предмет на внатрешна и надворешна ревизија во компанијата. Резултатите ќе ги види македонската јавност многу брзо. Во однос на прозивката за условите во тендерот по редовната постапка, која е во тек за ископ на јаглени оловина во РЕК Битола, сакаме да кажеме дека по откажувањето на Трансмет од ископот во февруари годинава, со што го загрози сериозно производството на електрична енергија и го загрози електроенергетскиот систем на државата, се покажа како неопходно во иднина да се заострат условите во тендерот со цел да се оневозможи повторно работата во РЕК Битола да ја добие фирма која само фиктивно е способна, има технички, кадровски и организационен капацитет да врши ископ, а во суштина на терен да не може да го оствари тоа. Од тие причини во тендерот за редовната постапка беше поставен услов фирмите кои сакаат да конкурираат во последните 3 години да имаат ископано најмалку 900.000 тони јаглен. На ова еден економски оператор се жалеше до Државната комисија за жалби по јавни набавки. Комисијата ја одби жалбата како неоснована, но и покрај тоа АД ја прошири можноста да може да се пријават и фирми кои имаат ископано покрај јаглен или 1 милион метри кубни јаловина, земја или карпест материјал или руда. Значи, иако комисијата не ни наложи да ставиме дополнителни услови, иако беше проценето дека тендерот овозможува конкурентност, АД само иницијативно одлучи да додаде уште еден услов со цел да се обезбеди уште поголема конкурентност, но конкурентност само на сериозни фирми. Значи, условите се и натаму доволно ригорозни за да спречат да се пријават или уште повеќе да победат некои фирми од калибарот на Трансмет кои само можат да направат штета на комбинатот и на целиот производствен процес. Оваа можност ја користам да му одговорам уште на неколку прозивки кои директно ги упати кон АД и кон менеджментот, нивниот партиски лидер и поранешен директор во ЕЛЕМ во еден период господинот Мицкевски. Тврди дека ние сме имале намалено производство во првиот квартал на оваа година. Точно, производството е намалено во првите месеци од 2018 година, споредено со тоа во 2017 година, од причини што потребите на тарифните потрошувачи во тој период беа намалени. Произведувавме толку колку што имаше потреба за тарифните потрошувачи, а електричната енергија која заштедивме со домаќинско, одговорно и професионално работење, во наредната недела ќе ја понудиме на продажба на слободниот пазар, со што ќе оствариме профит за компанијата и за државата. Ова ќе биде прва продажба на електрична енергија од АД по 2016 година. Значи 2 години АД не продавал електрична енергија. Понатаму се споменуваат акумулациите оваа зима. Не прозиваат дека биле преполни и дека некаде прелевале. Кога ја презедовме функцијата во август 2017 година, претходното раководство ги имаше оставено акумулациите на историско најниско можно ниво, преисцрпени од непланското искористување.
Оваа зима и почетокот на пролетта, поради силните врнежи и топењето на снегот, дојде до брзо и обилно полнење на акумулациите и на природните вештачките езера во Република Македонија. Ние со максимални напори го одржувавме балансот и на Охридското езеро и по течението на реката Дрим и во нашите акумулации се со цел да не се нанесе штета на околните населени места и во тоа и во такви екстремни услови, како што и самите знаете дека беа, сепак успеавме. Хидроелектраните максимално работеа и тој вишок електрична енергија сега ќе го продадеме. Да, имаше прелив, но тој беше планиран внимателно. Водени од намерата да не по секоја цена да произведеме и да оствариме профит, туку да ги заштитиме околните населени места во одредени моменти, во координација со Центарот за управување со кризи. Исто така, господинот Мицковски се пофали дека оставил 14 развојни проекти. Ако за развојни проекти ги смета Рајскиот парк, пешачко-велосипедската патека на езерото Козјак, ски центарот на Водно, катната гаража и конгресниот центар во Охрид, ски патеките и вештачките снегови, тогаш да, се согласувам дека развојни проекти остави. За разлика од неговите развојни проекти кои владата ги запре, ние како нов менеджмент почнуваме постапка за изградба на нови ветерни електрани, нови фотоволтаични електрани, електростатски филтри во рек Битола и стандардизирано отпепелување, модернизација на ТЕЦ Осломе и други проекти за кои допрва ќе известиме јавноста. Сами направете анализа и компарација што е развоен проект, а што не е развоен проект и што е залудно трошење државни пари. Вредно е да се напомене што друго остави Мицковски. Остави расипан еден генератор во хидроелектраната Козјак, еден генератор во хидроелектраната Врбен, ненаправени ремонти во рек Битола, поплавени рудници во рек Битола, депонија со само 100.000 тони јаглен пред почетокот на зимата, ТЕЦ Осломе надвор од функција и уште ред други ненаправени зафати кои се неопходни за нормално функционирање на компанијата, односно остави 12% помалку расположливи производни капацитети. За разлика од него, го поправивме генераторот во Козјак за екстремно кусо време, додека пак Мицковски го држеше во дефект една година. Потоа го сервисиравме и генераторот во Врбен. Ја ставивме во функција и термоелектраната Осломе, која произведуваше електрична енергија на крајот на 2017 година и почетокот на 2018 година. Значи цела оваа грејна сезона. Депонијата во рек Битола по завршување на грејната сезона има 200.000 тони јаглен. И сите производни капацитети ги имаме со 100% расположливост. Сега да направиме споредба што остави Мицковски во делот на финансиите. Се пофали дека оставил 25 милиони евра на сметката на АДЛ без никакви долгови кон доверителите и вработените. Тоа што е точно е дека остави 17,8 милиони евра депозити во банките и 7,3 милиони евра расположливи средства, при тоа не кажа дека на вработените не им исплати К15 за 2017 година и не им го исплати 5% додаток на плата за работниците кои одат во смени за 2016 и 2017 година. За разлика од него, ние го исплативме К15 за 2017 година, кој Мицковски не го исплати, и исплатени и 5% додаток кој Мицковски исто така не го исплати за целиот период наназад. Исплатени се сите ремонтни активности и поправки и во овој момент на сметката на АДЛМ има 25 милиони евра депозити и уште 20 милиони евра расположливи средства или вкупно 45 милиони евра, значи два пати повеќе од тоа што остави Мицковски, кој ние ќе ги употребиме за развојните проекти. Еве да го прашам господинот Мицковски зошто остави еден куп проблеми и нерешени ситуации и два пати помалку финансиски средства од тоа што имаме ние во моментов на сметката. Нека проценат граѓаните кој работел домаќински, а кој не работел домаќински.